првите 4 месеци од мандатот, владата предводена од внатрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство прикажува мерливи резултати во подобрување на животниот стандард и економската состојба на граѓаните. Намалени се трошоците за живот и зголемени се платите и пензиите, а економијата почнува да се ревитализира. Минималната синдикална кошница за храна и пијалаци бележи намалување од 1000 денари во октомври, што представува пат од 5% споредено со претходниот месец. Ова е постигнато благодарение на владината мерка за ограничување на маржите на 73 основни производи, која резултираше со намалени цени, потврдена и од Сојузот на синдикати на Македонија. Владата најавува продолжување на мерките за намалување на трошоците, зголемување на животниот стандард и поттикнување на економскиот раст, демонстрирајќи одговорно управување и посветеност на потребите на граѓаните, истакнуваат од владеачката партија. Нацрт извештајот на Европската комисија за напредокот на Србија отвора прашања за нејзината стратешка ориентација кон Европската унија. Во документот се наведува дека Србија одржува силни односи со Русија и Кина, не воведувајќи санкции против овие земји ниту усогласувајќи ги своите политики со оние на Европската унија, што се смета за значајно отстапување од европските приоритети. Исто така, забележано е дека Србија не прифаќа рестриктивни мерки против земји како Белорусија, Иран и Северна Кореја, со што ја доведува во прашање својата европска посветеност. Комисијата нагласува дека Србија треба да вложи поголеми напори во гонењето на воените злосторства, наведувајќи дека многу случаи се решаваат бавно или остануваат нерешени. Според извештајот, Србија ја продолжила соработката со меѓународниот резидуален механизам за кривични судови, но забележан е мал напредок во соработката со Хрватска и Косово. Покрај ова, јавната поддршка за осудени воени злосторници без последици представува дополнителен предизвик за Србија на патот кон членството во Европската унија. Поранешниот американски претседател Доналд Трамп и неговиот кандидат за потпредседател предложија план за замрзнување на конфликтот во Украина преку модел на автономни региони и демилитаризирана зона со Киев надвор од НАТО. Идејата, инспирирана од Минските договори, вклучува создавање автономни зони на украинска територија и механизми за спроведување на договорот, надгледувани од европски сили, а не НАТО или Обединетите нации. Според овој пристап, членството на Украина во НАТО би се одложило на неопределен период. Сојузниците на Трамп ја истакнуваат потребата од вакво решение, сметајќи дека сегашната ситуација е неповолна за Украина. Исто така, се предлага американскиот претседател да оствари преговори со рускиот лидер, како во периодот на студената војна. Некои републиканци, меѓутоа, не ја поддржуваат целосно оваа иницијатива, со дел кои предлагаат и економски мерки за притисок врз Русија како алтернатива, иако постојат сомнежи во поддршката од Саудиска Арабија за ваков потек. Израелскиот парламент донесе одлука за забрана на активностите на Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци во Израел, што според советникот за медиуми на агенцијата, Аднан Абу Хасна, може да доведе до колапс на хуманитарниот процес. Оваа мерка е оценета како ескалација без преседан, со оглед на тоа што Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци обезбедува витални услуги како образование, здравство и хуманитарна помош за милиони палестинци во регионот, вклучително и во Газа, Западниот брег, Јордан, Либан и Сирија. Одлуката доаѓа по минатогодишниот напад на Хамас на 7 октомври, при што Израел тврдеше дека во нападот учествувале и поединци вработени во Агенцијата на Обединетите нации за помош на палестинските бегалци, обвинувајќи Агенцијата за вработување членови на Хамас. Овие наводи дополнително ја влошија ситуацијата, со потенцијални последици врз безбедноста и опстанокот на хуманитарните активности во регионот. Руските сили рано утрово извршија напад врз украинскиот град Харков, при што загинаа 4 лица, соопшти градоначалникот Игор Терехов. Нападот, кој се случил во областа Основјанск, предизвикал значителна штета на цивилната инфраструктура, вклучително и стамбени згради. Ова е вториот напад врз Харков за помалку од 6 часа, при што претходниот напад резултирал со 9 ранети лица, насочен кон центарот на градот. Паралелно со нападите во Харков, руските сили со дронови го нападнале и главниот град Киев, при што најмалку 6 цивили биле повредени, потврди градоначалникот Витали Кличко. Последните бранови на напади ги засилија тензиите во Украина, која веќе се соочува со значајни последици врз цивилното население и инфраструктурата.